Ве поканувам да ги поставите вашите прашања, додека колегата ќе ви го подаде микрофонот. Сузана, повелете. Говорејќи споминавте дека се стабилизирани девизните резерви, колку имава во девизните резерви, дали тие се соодветни да го одржат курсот? Благодарам на прашањето. Номиналната бројка кај девизните резерви, согласно последно објавените податоци, тоа е за крајот на октомври, изнесува 3,9 милиарди евра, како релативен показател изнесува 28% од бруто домашниот производ и се доволни за 3,6 месечна покриеност на увозот, проектираниот увоз на стоки и услуги за наредната година. Според сите меѓународни параметри, ова е адекватно ниво директно во поддршка на стабилноста на девизниот курс. Јас делумно и во текот на самите проекции, презентација на проекции, споменав дека екстерната позиција оваа година е значајно подобра. Таа е подобра во споредби со истиот период минатата година, меѓутоа подобра е и од нашите проекции, што упатува на тоа дека девизните резерви во континуитет продолжуваат да растат. Овие поволни движења се јасно видливи на девизниот пазар, каде што Централната банка оваа година интервенира со нето откуп на девизи, за разлика од претходните 2 години, кои што беа по силно влијание на кризниот период, каде што интервениравме со нето продажба. Причината за овие поволни платно-билансни движења во најголема мера е значајното подобрување на трговскиот дефицит, кој што поголемото продлабочување во периодот на кризата, акутната фаза на кризата, оваа година бележи значајно подобрување, односно за првите 9 месеци трговскиот дефицит е намален за 30%, што секако значи поголема понуда на девизи на девизниот пазар и откуп од страна на Централната банка. Ви благодарам. Повелете Елизабета, а потоа Наташа Мерсовска. Рековте дека имаме понеповолни услови во трговската размена, а знаеме дека Германија е еден од нашите најзначајни трговски партнери, а кај неа состојбата баш не е така. Добре, и дали зошто е тоа така и дали при најновите проекции се предвидени ваквите лоши состојби во Германија како наш најзначајен трговски партнер? И уште едно прашање, рековте дека дознаките се од странство се понеповолни со оглед на тоа што во изминатиот период тие беа на сосема солидно ниво. Каква е сега состојба? Да, благодарам за двете прашања. Во однос на германската економија, како што посочивте и вие, а и јас во самата презентација, за оваа година очекувањата се рецесија во германската економија, но блага рецесија 0,3%, кое што секако влијае на странската побарувачка со оглед на нашата голема поврзаност со германската економија, близу до половина од нашиот извоз оди во германската економија. Меѓутоа, Германија, ако го гледаме пулот на земји кои што се наши најзначајни трговски партнери, Германија е единствена земја кај која што се предвидува блага рецесија. Кај другите економии не се предвидува, европски економии, рецесија, но има успорување на растот. Тоа ние секако го земаме во предвид, затоа и правиме надолна ревизија на странската побарувачка, особено наредната година, и тоа преку нашите модели има свој одраз и во надолната ревизија на растот кај нас. Како што споменав, правиме умерена надолна ревизија на растот и за нашата економија оваа година, а исто така и наредната година. Причините можеби зошто германската економија е попогодена релативно повеќе во однос на останатите економии во Европската Унија, веројатно не водат до структурата на германската економија, која што е извозно зависна економија. Учеството на извозот во бруто домашниот производ во Германија е околу 50%, а во останатите европски земји е значајно пониско. Например, а да не споменуваме секако американската економија, каде например учеството е само 11%, што генерално упатува на голема зависност од глобалните движења. А како што споменав, глобалните текови се уште не се вратени на оние предпандемиски нивоа
и особено во случајот на Германија има голема изложеност кон кинеската економија, а таму се уште има присутни ризици, се предвидува одредено забавување. И може би уште еден фактор кој што влијае за ова забавување кај германската економија, тоа е и големата енергетска зависност и преструктурирањето кое што тековно се спроведува во Германија, но во основа значи и повисоки цени на енергенсите, што допире и за прашањето за конкурентноста, барем на краток рок. Во однос на дознаките, кај дознаките ние имавме две исклучителни години кога дознаките растеа со навистина високи двоцифрени стапки, во просек околу 30-40%. Меѓутоа оваа година се гледа одредено забавување, но тоа не значи пат, тие сепак продолжуваат да растат, но динамиката на раст е забавена, околу 13% растат во првата половина од оваа година, што е сепак, би рекла, многу солидно со оглед на високите нивоа кои што се постигнаа во претходниот период. Минатата година дознаките надминаа 2 милиарди евра. Сепак, како Централна банка сме прудентни во нашите проекции, ние не го екстраполираме овој поволен тренд до крајот на годината. За оваа година во целина сепак предвидуваме пониски стапки на раст на приватните трансфери, а исто така и на среден рок проектираме дека ќе продолжат да растат, но со околу 3%. Значи, генерално, се поволни трендовите, секако не можеме да очекуваме такви високи стапки на раст како што имавме во изминатите 2 години. Гувернерке, во однос на инфлацијата имате многу попесимистички очекувања од страна на владата. Владините, односно на премиерот, се дека таа до крајот на годината ќе се спушти под 6%, вашите се 9,5%. Од следната година, од март, се очекува зголемување на минимална плата, зголемување на пензии, можеби повторно зголемување на плати во цел јавен сектор, доколку се усвои тој закон за плати кој што го прават. Од друга страна, барате структурни политики да се водат и прудентни фискални. Која е вашата порака? Колку однесувањето на владата треба да се прилагоди ваквите најави за зголемување на платите, може да ја урнат, да зголемат инфлацијата за наредната година, да влијат врз неја? Благодарам, Наташа. Како што споменав, во делот на клучните предпоставки на кои што базира ова наше макроекономско сценарио и од кои што всушност ќе зависи колку ова сценарио остварливо, една од клучните предпоставки беше фискална консолидација на среден рок. Фискалниот дефицит, знаеме дека во периодот на пандемијата значајно се зголеми и достигна, мислам, до околу 8% од бруто домашниот период, што секако не беше специфика само кај нас во услови на криза, потреба да се помогне на граѓаните и така натаму. Она што е важно е дека после тој период отпочнат е процес на фискална консолидација. Минатата година буџетскиот дефицит беше 4,5% и оваа година мислам дека планот е да се задржи од околу 4,5% од бруто домашниот производ, а согласно со среднорочната фискална стратегија треба да следи процес на тамошно стеснување на буџетскиот дефицит. Секако, доколку има поместување во овие предпоставки, тоа може да ја доведе во ризик и нашата макроекономска проекција. Нема дилеми дека фискалната консолидација не само кај нас, туку и генерално е прашање кое што широко се дискутира, се акцентира потребата, бидејќи по поддршката која што беше испорачана на корпоративниот сектор, веќе јавниот долг е значајно зголемен во речиси во сите економии во регионот, во Централна и Југоисточна Европа, и од тука неопходна е и консолидација на јавниот долг, а таа може да се направи само преку водење на прудентни фискални политики, односно намалување на буџетскиот дефицит. И колку најавата за зголемување на минимална плата, на пензии и на општо плати во јавниот сектор ќе влие за зголемување на проекциите на инфлацијата? Дали постои опасност вашите бројки за инфлацијата наредната година да биде и општо инфлацијата да биде зголемена? Значи, доколку имаме политики на агрегатна побарувачка, тие всушност и ги споменав како еден од ризиците во сферата на инфлацијата. Ако имаме политики кои што потикнуваат побарувачка прекумерно, споредено со понудата во економијата, тоа секако може да представува притисок и нагорен ризик за инфлацијата. Од тука и клучните препораки на сите меѓународни институции се
добро координирани, внимателни макроекономски политики, да, трендовите кај инфлацијата се поволни, но ние мора да видиме стабилизирање на подолготрајно и одржливо ниво. А клучно за тоа е секако миксот, комбинацијата на макроекономските политики. Но да не ги заборавиме и структурните политики, бидејќи макроекономските политики се само првата линија на одбрана и служат по правило за стабилизирање на тековите и состојбите. А подолгорочни, поволни ефекти, вклучително и врз инфлацијата, екстерниот сектор, за тоа што зборувавме растот, може да произлезе само од структурните реформи во економијата, каде што навистина е потребен поголем степен на интензивирање. Година Народната банка 14 пати ја зголеми основната каматна стапка, меѓутоа немаше реакција од фискалната страна. Задоволни сте вие како оваа година ја поминавме, економски бројки? Добро, од бројките кои што... Добро. Значи, мислам дека и механизмите кои што сега се воведува со измените на законите во сферата на буџетските правила, односно воведувањето на фискалните правила и воведувањето на фискалниот совек, се исто така значајна алатка која што ќе помогне во оваа насока во смисла на сепак насочување на фискалните текови во оние пунктови каде што има најголема ранливост за населението, значи креирање на потаргетирани мерки на тие што всушност најмногу им е потребна помош и со голем фокус на капиталните инвестиции. Да не заборавиме нивото на обемот на инфраструктура кај нас во нашата економија значајно заостанува зад просечното ниво на капитал во Европската унија. Ние ако сакаме побрза конвергенција, мора да делуваме во овие структурни сегменти. Од тука и поголемо пренасочување на јавните расходи во сферата на капиталните инвестиции ќе има позитивно влијание не само на краток рок, туку и на долг рок, бидејќи со нив се зголемува всушност и потенцијалот за раст на нашата економија. Повелете, Ади? Додека сме кај инфлација, се очекува да се укинат мерките до крај на декември за замрзнување на цени на прехранбени производи, но дали се очекува после тоа, од јануари натака, со зголемување на цените на прехранбени производи, да влијае дополнително на зголемување на инфлацијата? Да, како што и посочив кога ги нотирав ризиците околу инфлацијата, еден од ризиците е регулаторни мерки. Тоа токму го адресира и прашањето кое што вие го посочувате. Постои неизвестност, ние не би можеле априори да кажеме што ќе се случи со цените по истекот на важноста на мерките, особено со оглед на тоа што во јавност имаше и најава од евентуални можни на тамошни мерки кои што би ги преземала владата во оваа насока. Но враќањето на претходни нивоа, како што беа пред воведувањето на мерката, секако значи одреден нагорен притисок врз цените. Повелете, Ирена? Е малку околу банките. Пред известно време имаше информација, мислам излегува двете банки со информација, Комерцијална и Стопанска банка Битола, дека е можно превземање. Дали вие како Народна банка имате добиено последни информации околу процесот и што ќе значи доколку дојде до вакво окрупнување за банкарскиот пазар во земја? Благодарам за прашањето. Во суштина, како Централна банка, генерално остануваме и на претходниот став кој што сме го споделувале во повеќе наврати со јавноста, а тоа е охрабруваме окрупнување на банкарскиот систем, зашто сепак со оглед на големината на нашата економија, по меѓународни параметри и стандарди, потребно е во суштина окрупнување на банкарскиот систем. Во однос на улогата на Народната банка, секако дали ќе се случи тоа окрупнување е одлука на прво на два деловни субјекти, а потоа следи инволвираноста на Централната банка согласно со законот за работењето на банките, во кој што Централната банка треба да го лиценцира, односно да го одобри тој процес. Почитувани колеги, дали има уште некои дополнителни прашања? Доколку нема дополнителни прашања, ви се заблагодаруваме на присуството и ви посакуваме на сите убав ден. Ви благодариме.